Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро дојдовте во новото издание на Гласот на народот. Го најавив уште во петокот со академик Катица Чулавкова. Со оглед дека таа емисија содаде голема гледаност и благодарам навистина на довербата што ни ја давате во сите 25 години. Да, Владимир, гледам дека ќе ја ставиме 25-ката, наскоро во кадар. Четврт век да се води ваков форум. Навистина тоа е храброст, тоа е енергија. Ти благодарам, Владимир. Со оглед дека гласот на народот сте вие. Гласот на народот е вистината, гласот на... Ова не се клишеа, ова душа кажано. Вистинскиот форум во кој си ги кажувате вашите маки, вашите болки, вашите проблеми, да допре таму кај што треба, а тие се вашите слуги. Бидејќи политичар, ако не го прифати од се срце дека е слуга на народот, веднаш нека си замине. Верувајте ми, веднаш нека си замине. Секојаш велам, французите имат една моншене мува. Му даваше предност на своето кученце, а после тој влагаше. Но каде сме ние во овој простор, во овој галиматијас? Каде сме ние во ова жабокречина, во ова мочуриште, во кое владее системот, законот на длабоката држава, дипшит, така секој ќе ја викам, која ги уби нашите срца, ги уби нашите деца и убива во континуитет со една цел, на ваков начин. На ваков начин ќе се избрише македонскиот код од геополитичката карта, од глобусот на светот и картата на народите. Зошто? Денеска слушав, дај Боже да биде некоја фейк трака. Ама истиот тој, топ-тан, шверц комерц, политикант, бостанџија, кој вели од нива исцрпнат. Не знам дали е точно. Вели, организирам режим да ја бутнам власта. Нече бити, како беше таа српската. Знам дека тие што се големите патриоти, што велеа дека ќе ги исечат канџите на орлите, а денеска вела дека се благонадежни и големи българи. Каде Македонија замина? Бога му за овие 35 години, 34, пардон. Каде е таа љубов што имавме во срцата наши, дека ќе се бориме за независна Македонија? Никад таа останува вашите срца, но отруена, почитувани. Отруена со единствена цел. Како да ве натерат да се збогувате од Македонија за секојаш. И што е најтешко? Дали се прашува, таа боли? И мојот Ѓорѓи е бројка, не е бројка, е човек бесконечно. И 59 наши македонци окочани. Бројката расте, верувајте ми, од 1 плюс до бесконечно, ама темата помене тоа. Non пасаран. Од статистиката покажува дека голем број македонски граѓани почнуваат да умираат, да се убиваат. Затоа ќе кажеме стоп. Јас нема да застанам тука, ниту стоп, бидејќи ќе замолам режијата да даде еден мал джингл и се враќам во студиото, ќе го немам мојот соговорник, кој ќе го задржи вашето внимание. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, ја најавив мојата почитувана гостинка Татјана Алексич, наставник по македонски јазик и литература во гимназијата Корчагин. Добро вечер и да ми дојдат. Добро ве најдов. Ние сме колеги уште од македонска телевизија, се знаеме со години, но мене ми беше голем предизвик да ве поканам заедно со Мимоза Рајл, која ни била соговорничка, еви академикот, ви сте на еден прекрасен тим, кои сте пред се секојаш викам македонки, а потоа луѓе или народ. Што јас велам, прво сум македонец, а потоа сум човек. Бидејќи и така ја чувствувам
Македонија во мојата душа. Темата, професорке, денеска ја предлагам да биде дали моралот е жртва на модерниот свет. Најтаксативно, што мислите за овој наслов? И прво ви кажам дека ми е чест што ме поканивте после такви гостинки и мојата професорка, омилена професор Катица Килавкова, која ми беше професорка на општа и компаративна книжевност, и имав среќа и можност како студент да ја воочам, да ја слушам незината љубов кон Македонија, со каков пиетет и жар предаваш уште тогаш. И нели јас како наставник во Скопската гимназија Раде Овчевски Корчагин, која се дружи со книгите, со читањето и со македонскиот јазик, целиот свој професионален живот и век. А она што сме колеги од МТВ, само она што секогаш го кажам, јас сум чист аматер кога се работи нешто врска со медиумите, тоа го работам аматерски, единствениот професионализам мој во училницата. Прашањето за моралот е прашање кое само што ќе го одговориме во овој момент, веќе наредната секунда е сменет. Значи, моралот се менува. Полека, можеби, и се, но сигурно. Затоа што моралните принципи се нешто кое што самиот систем може да го смени, да ги смени вредностите. Меѓутоа, ние како микрокосмосот семен и како училницата, училиштето, макрокосмосот, нели понатаму, сме тие што треба да држиме до тие етички правила, да се адаптираме на времето, нели секогаш велиме, обично ние постарите така пред пензија велиме во наше време беше вака или онак, и тоа малку можеби себично од наша страна да го глорифицираме времето во кое што ние сме биле млади и да мислиме дека овие наши деца немаат морал и не се етички оправдани, меѓутоа видовте огромен морал и пожртвуваност со случајот во Кочани на трагедија на трагедиите, национална трагедија, колку од самите луѓе покажа висок морал, високо човеколюбие, и мислам дека тие луѓе буквално треба да добијат орден за заслуга, како момчето од Виница Чинам, 20 годишно момче кое не, 19 годишно момче, и возачот треба посхумно, да, и возачот еден, да, колос од човек кој не се 20 пати возел без прекин. Да, збориме прво за Иле, возачот, или за малето момче? И за двајцата, и за момчето, и затоа се луѓе кои покажуваат дека го живеат моралот. Во момент на криза, значи во тие секунди, тогаш се гледа на мака се познава јунак. Значи во арност лесно е да си арен. Затоа велам дека не требаме да осудуваме дека младите веќе го губат моралот, туку напротив има млади луѓе кои држат до моралот, кои се така воспитани. Се што треба и да им се укажува и да покаже системот моралните вредности. Затоа беше оној апел да не се тргаат од наставни предмети филозофија која го содржи предметот етика никако, затоа што на сите ни треба. И тоа како ни треба со сите наставни предмети, со должна почит. Јас знам некојаш да кажам, и тоа го мислам сериозно, дека прв предмет треба да биде спорт и спортски активности пред македонски јазик, затоа што физичкото здравје е најбитно. Две најсериозни работи се болест и смрт. Сте го почувствувале за жал на ваша кожа. Што значи тоа, и затоа требаме да ги чуваме нашите деца и нашето здравје, па се останато ќе си дојде на место. Ме подсетивте точно кога ви е најтешко и кога навистина тагувате и болувате у душата, ќе видите кои ви се вистинските пријатели и тие што мислат добро и опозитие кои не се во тој круг кај што ме почитуваат. Но потикнавте на интересна порака која јас ќе ја земам за право. Почитувани кажав дека во рамките на моите две емисии одам со моите колумни. Не одиме со ТВ избор, тоа е наш избор, наше видување. И ќе замолам режијата, верам дека е подготвена колумната. Ја насловив од шарена револуција до крвави сценарија, лешинарите на длабоката држава сака да срушат Македонија. Одиме со колумната. Истото сценарио, време за народна пресметка со криминалците. Македонија е уморна, изнемоштена од криминал, предавства, корупција и мизеријата што 34 години ја создаваат истите структури. Системот што го рушеше секој атом на државноста не е создаден за 9 или 10 месеци. Тој е продукт на 34 години организиран криминал.
од Глигоров до Ковачевски, од Љупчо до Заев, од Црвенковски до Ахмети. Грабеж, предавства и срам, елитата, што ја уништи Македонија. Како беше возможно? Како дозволивме да не направат бегалци во сопствената земја? Да не ги избришат идеалите, да не ги струшат со ништата, да ги истерат младите, да уништат економијата, судството, обвинителството, да го убијат патриотизмот. Како дозволивме да не растурат како држава, додека криминалците кои денес пак барат правда и честност царува во раскош? Знаеме како. Секојаш беше истото сценарио, криминал, грабеж, предавство, па револуција за спас на сопствените газови. Денес ја гледам истата перверзија, болката на родителите од Кочани, злоупотребена од џукелите на длабоката држава. Кочани тагува, цела Македонија тагува, додека родителите ги испраќа своите деца во гроб, лешинарите на длабоката држава се протна низ столпата, солзави и тажни, а всушност алчни и подли, барајќи нова шанса да ја урнат Македонија. Истите тие кои оплячка државата денес глумат моралисти. Истите тие што ги штитеа најголемите криминалци, што со години го труја обвинителството и судството, денес зборува за правда. Истите тие што му слугува на Сорос и западните поданички амбасадори, што продават државни национални интереси за пари, денес се обидуваат да го манипулираат народот со лажен револт. Јован Јанев го разоткри лицемерието, максимализирате смрт на деца. Во овој валкан обид неочекуван удар по овие паразити дојде од самиот нивен ред. Јован Јанев, истакнат член на Левица, го напушти гнасниот циркус, кога виде како партијата се нафрли да искористи трагедијата за политички поени. Максимализирате смрт на деца, напиша Јанев, со што ги разоткри намерите на овие политички хиени кои лажат, манипулираат и профитираат на човечки несреќи. Мицкоски глодари и лешинари кои не сакат силна влада. Но премиерот Мицкоски не е будала. Ги препозна веднаш истите луѓе, истата мрежа, истата тактика. Ова не е гнев на народот. Ова не се спонтани протести. Ова е организирана, платена хајка на глодари и лешинари кои не сакат силна влада. Затоа што таа ги носи криминалците пред лицето на правдата. Со овие зборови Мицкоски им стави крај на манипулациите. Кои се вистинските виновници на колапсот на Македонија? Денес сите зборуваат за правда и казна, но забораваат дека судството и обвинителството се уништени токму од тие што денес глумат народ. Ги паметите ли Бранко Црвенковски и неговото приватизирање на државата? Ги паметите ли Љупчо Георгиевски и неговите тајни договори? Ги паметите ли Заев, Ковачевски, Ахмети, кои продаваа, плячка, лаже, уништуваа? И сите тие денес, преку своите платеници, повторно сака да ја урнат Македонија. Која финансира оваа хајка? Истите соросоидни канџи, пари од USAID, од Сорос, од западни амбасади. Пари кои се бризгуваат во мрежата на невладини организации, активисти и измамници кои глумат глас на јавноста, овој пат на студентите. Сите што беа на јаслите на Сорос за време на шарената револуција, денес повторно се активирани. Премногу е очигледно. Тие што некојаш боја споменици, денес стојат зад народните бунтови. Народот ќе ги препознае предавниците. Македонскиот народ веќе еднаш беше изманипулиран. Дозволи предавници да му ја земат државата. Но овој пат нема да дозволиме. Оваа држава конечно има влада, што се бори за народот, а не за криминалците. И затоа сите глодари, сите платеници, сите безрбетници што мислат дека ќе ја потопат Македонија, ќе се соочат со народот. Кој е следниот по Ѓорѓи? Мојот син Ѓорѓи, мојот единствен син, беше убиен од истиот овој систем. И никогаш, ама никогаш нема да престанам да прашувам кој е следниот по Ѓорѓи. Децата од Кочани? Уништените семејства низ Македонија? Оние што си заминаа со билет во еден правец? Ова држава мора конечно да покаже дека правдата не е само збор, туку меч што ќе ги стигне сите што сгрешиле. Време е за крај на предавниците. Македонија мора да се ослободи од ова паразитска мрежа. Време е
за пресметка со криминалците. Време е за влада која нема да дозволи нова шарена револуција, нов обид за дестабилизација, нови жртви за политички хиени. Ова е последна битка. Или тие, или ние. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, благодарам на Охрид 24 порталот кој ги пренесува моите колумни. Професорке, само можеме да кратко искоментираме сепак дека тука се опфати диагнозата која носат младите со себе, револтот и резултантата како заврши се тоа во ова невреме, во овој тежок период од 30 години, да речеме може и повеќе, каде еден систем уништи генерации и уништи војната. Знаете како, се што би кажала во контекст на политика би било моje лично политиканство, затоа што ја ниту имам знаење, ниту сум компетентна да зборувам за ова што ми се случува на тема политика. Меѓутоа, оно што сакам да го кажам, ете, чувствувам потреба, слушајќи вашата колумна. Јас сум од оние кои користат она реплика на Тито, студентите се секогаш во право, па дури кога не се. И мислам дека се тие популација која е чиста во смисла на неприпадност на политиката, се до оној момент додека не ја искористат или некој не ги манипулира. Доволно се паметни и остроумни да знаат до каде може да туркаат. Сега, јас бев во наставничкиот пленум она време кога студентите излегоа и се бораа против упадот во самостојноста на универзитетот. Ги поддржав. Моите ученици, нашите ученици се буневме против екстерното. Екстерното тестирање кое почна стабилно во почетокот и дури сите наставници бевме со на пилот проект на министерот Перо Становски, мислам беше тогаш. Го прифативме сите мислејќи дека ќе се спасиме од оценки, од ургенции, така беше сервирано и ние сите прифативме затоа што прекуглавани веќе од систем во кој што мораш да се, ако сакаш се запишеш, мораш да си скроз оличен, и за тоа ќе зборам понатаму. Меѓутоа, самото екстерно имаше погрешна формула за пресметување на валидност на оценки, имате предмети кои не можеш да ги тестираш, да ги валоризираш со заокружување. И мојот предмет македонски јазик со заокружување не е таа оценка. Додовме до едни проценки и тестови кои навистина беа невалидни затоа што наши ученици и државни првенци по информатика добиваат тројка на екстерно, ученици случајно по случаен избор на заокружување добива петка. Отиде во погрешна насока за да се исплашат наставниците, тоа што нас не натера да излеземе како пленум наставнички, дека ќе изгубат работна позиција ако немаат совпагање со оценката која што имаат на крајот на годината и оценката од екстерното тестирање. Се покажа дека не е добра. Сега, и јас се повлеков со една добра екипа од моите колеги од пленумот кога видовме дека ќе оди натаму со шарената манипулација за политизација на целата ситуација. Ги видовте кои се позадина, кои да, свативме и се тргнавме тука затоа што не ни беше тоа, ниту идеја, ниту лајт мотив, ниту цел, ниту целта ни беше да го тргнеме екстерното и да стане. Тоа беше и на почетокот на студентите, оној прв момент на студентите кога излего и кога кажа дека автономијата е светиња на факултетот УКИМ и тоа е до тука. Се потоа што се манипулираше се покажа како точно и се покажува и нормално да се почувства страв да не се повтори истото сценарио или да не се преле од Србија од Нови Сад. Но треба да ги оставиме студентите сами да сватат до каде може да отидат. Затоа што овој случај што ни се случи е нешто што е страшно. Значи, сите сме во шок, не можеме да се соземеме. И во тие моменти луѓето тагуваат. Одно што беше молчењето на плоштадот на Македонија е нешто што навистина покажа колку молкот е пострашен и од крикот, од врисокот, од викањето. Затоа што ти кога ќе излезеш и ќе натераш толпа да вика уа, долу влада, тоа може да биде симптоматично, кој стига може да вика тука, кој како на фудбалски надпревар. Ти да натераш толку луѓе да молчат толку време, е веќе нешто што е вистина. Пред неколку недели, 2-3 недели го имам у Србија. Истовремено со на Иста е болката. Да. Меѓутоа колку е често, реже можете да одиме со тие инсерти,
А видовме вчера дека син, така читал медиумите, на еден поранешен премиер кој организирал територијална поделба, истиот со мегафон, им дал стоп, им кажа на медиумите, не смеете да влезете. Нели тоа побудува масе сомнеш дека медиумите точно се силата на народот, е власт на народот. Без медиумите светот е мрак. Самиот факт е, гледаме ова иконографија, ова е видено. Колку е честно, имаме исти физиономи кои веќе секаде се пројавуваат во претходниот период, кога се бранеше така наречено македонската вистина, македонскиот дигнитет и се тоа. Колку е честно, професорке, да на тагата, на болката, на семејствата, да вака да се биде малициозен, безскрупулозен и безчувствителен. Па може би индивидуалци, меѓутоа не можам да кажам дека оваа маса луѓе млади е безскрупулозна и нечестна. Значи тие се солидаризираат за тие што се инкорпорираат. Тоа времето ќе покаже, не можеме сега да впериме прст кон никого, меѓутоа генерално треба да ги оставиме да тагуваат. А ако се ескалира, ако отиде во друга насока, тоа веднаш ќе се забележи. Оно што исто можам да го кажам како обичен граѓанин, пак ќе кажам, не како некој што морализира или се разбира од политика, е дека оваа власт многу бараме од оваа власт како да кажам, да ги плати пеналите на сите претходни владења. Дури има обврска. Оваа власт има, како да кажам, не само обврска, туку не сме да сгреши. Значи не сме никаква интерпункцијска грешка, не сме да направиме. Добиле многу гласови. Така, меѓутоа добија гласови кои навистина покажуваат дека на народот му е дозлогрден од претходната власт. Така мислам дека гласа и луѓе кои беа неутрални, дури самите од редовите на СДСМ глас. Така да оваа влада мора многу внимателно. И мислам дека почна внимателно да работи. И ова што се случува за кусо време, за овие 8-9 месеци колку се, тие навистина направија, се гледа дека има акција, некои треба ги оставиме да сработат тука, народот бдее будно, за да ги пенали ако се затешка работата, ако пак се протна тие коруптивни алатки, ако се манипулира со народов. Сега се под будна присмотра, не само на Македонија, не само на ожалостените семејства, туку мислам дека цел свет обсервација, мониторинг прави на се што ќе случува. И мислам, и дај Боже биде така, да оваа трагедија не биде попуста жртвите, дека ова ќе биде Македонија пред и после Кочани. Дека треба да тргне државата во интерес на државата и на нашите деца, на најмладите кои ги иселивме со ова небулотично владење со години наназад на сите политички партии. Значи не можам да ставам вина на една. Сите сме виновни затоа што ние ги гласаме, кога ќе видите. Меѓутоа, по младите не можеме да викаме, затоа што они има таа идеологија која така како се понесува со моментот на ситуацијата. Мислам дека се уште мислам, затоа што сум емотивно врзана со студентите, тоа се наши ученици, дека ќе постапат правилно, дека ќе истагуваат, ќе покажат пораката до каде смее да се оди, дека ќе се повлече, дека не верувам дека ќе ескалира. Во Србија е друго. Во Србија е буквално да се тргне председателот од сцена. Значи друго сценарио кој тргне исто од една огромна тага заради исто коруптиран систем, заради неодговорност на поедици, заради лошата статика на изградбата, за која што зборува професионалци и стручњаци. Истото не се случува и нас и сега се обвинуваме едни меѓу други, меѓутоа сите сме подеднакво виновни. Неодамна кажав и ја изјавив дека јас се чувствувам виновна како наставник кој давал наместо тројка петка, затоа што некој ќе ургира за таа петка. Но треба да реагирате да биде кон тие што се под навод душогрижници и кои имат јасна цел да создават дестабилизација. Самите ќе се елиминираат. Мислам дека сами ќе бидат премногу има емоции сега. Веќе не може, ми се чини нема место простор за политики за манипулација. Мислам дека ова е чиста. Многу ми значи вашата оценка. Мислам дека е чиста Многу ми значи вашата оценка како професор, како педагог, што упативте и патувате порака во старт на таа млада. Дека децата се доволно паметни да знаат каде ќе кренат рачна. Затоа што нашиве деца многу често во последно време страдаат со сите несреќи. Колку страдаат со смртта на едно 14-годишно девече кој тргнало во школа. И тие одат секој ден во школа и кој ќе им каже дека се безбедни, дека може некој да ги киднапира од сопствено живеалиште на сред бел ден. И така бескрупулозно да ладнокрвно да убие младо суштество. Ви благодарам многу за вашата констатација. После ни се случи Фросина.
Дека може некој да излезе навечер да го прошета кутрето и да го снема. Значи, неказнивоста, што е закон у државата, создаде се тоа. Не стасува неработењето, неодговорноста, неказнивоста, презаштитеноста на децата од системот, од родителите. Значи, од една страна, знаете како, ние како учители соработуваме многу со родителите. И знаеме често пати да се обвинуваме едни со други, како во бракот, во заедницата. Едни со други се обвинуваме за да има нека диалектика, семен суди, што се вели. И интереси на родителите, на наставниците, на учениците да направиме добри, здрави луѓе, добри генерации, кои ќе имаат култ кон учењето. По мене, значи не мора да точно ја кажам за себе, грешката во образованието почна оној момент кога се стави уписна политика мора скроз одличен, мора сите петки. И не може да ги обвинувате родителите. Тие се распаметени каде ќе си го запишат детето. И детето сака да си го запишат во гимназија. Под казна би било ако се запише во средно стручна школа. Учи, инаку ќе бидеш, ќе завршиш во Димитар Влахов или ГУЦ или ето што е грешка. Значи, тие средни стручни школи, јас сум предавала во Димитар Влахов 17 години, се една база за добро општество, за една здрава образовна средина, затоа што тие мануелци се најбитните за општеството. Тие веќе работат. Така, работат и веќе се професионалци. Тие понатаму може и да магистрират и да докторират и одна, никој не ги стопира нив. Кај нас во Димитар Влахов со 4 степен се запишувале на фармација, запишувале на правење, економија на сите факултети освен на медицина. Значи си полагале 4 степен и тоа се професионалци, прекрасни деца, веќе сериозни луѓе кои работат за општо добро на ова семејство. Тука почна првата грешка. Се уништија стручните школи, се стави акцент гимназиски паралелки, втора грешка дисперзивни факултети на секој ќоша факултети, хиперпродукција на кадри, а неможност да се реализираат и да се вработат кога ќе го завршат факултетот. Таа Југославија, да не бидеме носталгичари, меѓутоа во таа Југославија имаше стратегија каде студенти како да завршат и каде. Во Словенија ќе студираат волкостоматолози, во Хрватска ќе студираат општа и компаративна волкот, ќе ги пратиме од Македонија. Значи во таа Југославија имаше образовен систем кој беше онака за должна почит. Наши ученици беа бирани на ниво на Југославија за стипендирани. Наш ученикот, јас го знам, го познавам, Дорце Николов, Саша Постолов доби тогаш стипендија на ниво на Југославија. Значи македонско училиште Дорце Николов бил стипендиран од толкава конкуренција да отиде во Америка да студира понатаму. Значи немаше можност и простор за ургенции или за нешто што сега ни се случува. Меѓутоа можеше секој да се запише каде сака. Значи имавме приемен ако сакаме во некој друго училиште или на факултет, оценките сами ти го валоризираат твојот систем на способности и вештини. Ако знам дека мојата десна хемисфера не е развиена, нема да отидам на некои креативни насоки или обратно. Значи ако повеќе ме бива за информатика, за математика, ќе отидам на природно-математички науки. Ето мене не ме биваше за математика, затоа се запишав на компаративна книжевност и не жала. Меѓутоа моментот кога се почна со ургенции, отиде образованието низ вода. Многу ви благодарам што ми подсетивте. Пред да почне емисијата, ќе ја поздравам госпожата Жанета. Тоа не е само сервис, да речеме, козметички, тоа е школа, едукација. Значи, тие што не успееле да завршат или да бидат инкорпорирани во образовниот систем, преку Европската Унија се формира Центар за едукација на кадри, токму во тоа стручност што професорката спомна. Секоја час, госпожа Жанета, ве поздравам од тука. Но во контекст на се тоа, дали можете да ми кажете како изгледаше еден училишен ден пред 30-40 години, а како изгледа денес? Драстична разлика. И тоа е неблагодарно кога споредуваме, викаме во наше време беше подобро, нели, можеби сме себични, но како наравучение се разликува. Значи, она што во тој систем од сегашен аспект како учителка не ми се допаѓало е тој стравопочит кој сме го имале. Значи, едно е почит, друго е да почитуваш од страв. Така. Едно е авторитет, друго е авторитативност. Иако не можам да кажам дека сме се плашеле од наставниците како наставници, како луѓе, туку сме се плашеле од собствената немок дека ќе научиме за петка како што треба. Биле построги, критериумите биле построги и се учело.
да речеме, од дома сме морале да излеземе со работна униформа. Јас во Орце Николов завршив од дома со кецелката закопчана до горе, ногти никако, шминка, тоа фарби, боже, сачувај. Хигиеничари кои водеа грижа. Да. Па, да, тоа во основно. Да. Во основно учителките не гледаа косите, па ноктите се, меѓутоа и во гимназија не си смел во училиште да Има диспаритети меѓу се облечеш, нели, така. облекувањето. Што исто е крајност. Например, сме се криеле дали имаме момчиња, со мојот сопруг од гимназија, така скришно сме си подавале книги лектири за да не те видат, значи некој почит сме имале кон професорите за да не покажеме нешто што сме го сметале тогаш за недолично. Другата крајност е сега што ете, демократијата може би направи да може секој како сака да се облекува и да се однесе во училишта. Меѓутоа, пак ќе кажам и како учителка, и како родител, и како обичен граѓанин, дека некако неподготвени отидовме од една крајност во друга, од едно општествено уредување социјализам, кој имаше строги правила и норми, во една демократија во која што влеговме невоспитани. Кога влегуваш во демократија, во слобода на говор, а не си воспитан, границата помеѓу дрскост, невоспитаност, вулгарност, безобразие е тука. Значи, не е точно дека можеш да кажеш се во име на слободата. Неотуѓиво човеково право е слобода, право на живот, па и право на среќа. Тоа се неотуѓиви права. Меѓутоа, системот треба да знае кои се норми на општествено однесување. Не можеш ти до слобода да се облечеш гол да шеташ по улици затоа што тоа е твоја слобода. Значи, си има некои правила на однесување кои треба да се почитуваат и дома, и во училиште, и сегде. Хиерархија мора да се почитува. Не треба да се плаши ученикот од нас, како наставници, да не праша, па и да не прекине насред предавањето, негово право, ако сака да праша некое конкретно прашање, да те прекине за некоја будалаштина. Меѓутоа, тие крајности буквално направија еден нестабилен образовен систем. Родителите порано, кога веќе ме прашат училницата порано, и родителите порано не доаѓале да ургираат во школа, ниту се јавувале на наставниците, тоа било почеста. Јас многу често знам да им кажам и на нашите ученици, сега треба да ви е почеста да ги компрометирате вашите родители, која сум јас, мене, вашиот родител, татко или мајка, да ми се јави да ме моли за висока оценка. Треба да ме почеста и мене да ми е непријатно да ме замали. Ја разбирам да поправиме оценка за успех. Разбирам за време на ковидот да ги качиме оценките, зашто децата беа во една страшна депресија, непријатна ситуација, па тогаш попуштавме и јас го правев тоа. И за успех. Меѓутоа, ти да упорно мислиш дека твоето дете е поради нешто хендикепирано, деградирано, дека знае повеќе од тоа што е оценката, веќе е малку пристрасност на родителите и треба да се остават децата да се запишуваат со тие оценки од основно училиште каде што сакаат, значи да си и со двојки, со тројки, со четворки да примеме ние во Корчаген добри, и доволни, и многу добри, па да видиме затоа што ке децата не се гледа пут роденот. Ете колку имаме примери во нашето секојдневие луѓе кои биле слаби во основно образование, па сега се доктори на наука. Значи имате примери на луѓе кои успеале во животот понатаму, битен е мотивот. Колку што ги мотивираме, толку ги демотивираме. Може некој да биде скроз одличен капацитет, па да се разочара, да прекине, да не заврши факултет, колку сака да имаме такви примери. Меѓутоа сега и скалилото за факултетски образовани се помести. Значи сега со користење на таа вештачка интелигенција веќе не знаеш дали детето есеот го напишал, поезија пишуваат со вештачка интелигенција, научни трудови пишуваат со вештачка интелигенција, што не е добро. Ние сме учеле со природна интелигенција, ние сме учеле пешки. Кога треба нешто да научиш, идеш во библиотека, на универзитетска библиотека секој ден ми била дестинација, седиш таму, читаш книги, нема одење дома, за да можеш да научиш, да простудираш, па тогаш, значи буквално пешки сме учеле без ничија помош сам. Па колку што заслужиш, мене не ми се случило да добијам незаслужена оценка. Значи не ми се случило наставник да ме казни и да ми даде помала оценка колку што сум знаела, толку сум добила оценка. Значи јас бев во Орце Николов сите 4 години тројка математика, двојка ке професор Младеновиќ, колку го обожавав. Меѓутоа не ме бива за математика, што имаме да се бунам што ми е крив професорот, така јас не ме бива за тоа. Едноставно тоа е тоа. Меѓутоа ете подсетивте, јас Никола Карев бев завршил и пресната бев на гимназија и знам дека животот и учењето го поминав по другарче библиотеката Барача Младеновци и таму поминав по 5-6 сата, 7 учев во ти така беа условите, можностите, меѓутоа еве, тоа е убаво, ми подсетивте го. Тоа што денеска го немаме тоа. Го нема и оно што исто ние родителите сме виновни, ги разгаливме децата да немаат работни навики. Премногу се става акцент на
совршен физички изглед, децата одат на спортски активности, па и да не ги бидат за спорт или теретан или се, а физичка работа во смисла ние што сме правили, па сме метал улицата Алжирска 48 кога врнал дожд, улицата не само пред мојата куќа, туку цела улица, не ме било срам со метлата да исчистам. Сега на децата им е почесто да чистат дом или да средуваат смета, дека тоа не треба да го прават, па ти не учиш школа џабе за да метеш или да чистиш, ма ќе метеш и ќе чистиш и двори своји туки. Зошто? Што е срамно во чистењето и работата? Па ако нешто не трга од таа депресија, тоа е работата. Немаш време за депресија кога работиш, па нека и попуста таа работа, нека е безполезна. Сега децата све пресметуваат во кеш. Ке работам, ама има ли тука некоја провизија, процент? Значи се претвора, нема на волонтерска работа, хуманитарна. Колку пати за престојка сме правиле, знаеле да ме чепнат кога правиме хуманитарни професорки, никој ќе не даде никој динар за ова што го работиме. Викам, се што работите со мене без пари, да знаете. Нема кеш ке мене. Некојаш немаше мобилни телефони, денес децата не се разделуваат од нив. Дали дигиталната доба го уништи воспитувањето? Па има удел, пак ќе кажам, таа дигитализација не можеме да ја оспоруваме. Значи има многу позитивни страни, има многу бенефит, никој не ја оспорува компјутеризацијата. Сега може да дојдеш многу брзо до информации. Значи само на секунд тебе те дели од информација, ти во секој време имаш информација, ама немаш знаење. Има разлика од информација до знаење. Знаењето на што ви кажав пешки, кога читаш, кога повлекош, па има употребна вредност тоа што си го прочитал. Во зборувањето, знаете како може да забележите ке децата или ке луѓето? 7 минути се доволни за да видиш со колку си имаш работа. И да видиш како тие што имаат просеци, оценки, петки и десетки се, не може да кажат една просто проширена реченица. Значи тоа е нешто велиме дефицитот од компјутеризацијата. Компјутеризацијата нема емоции. И тоа е битно. Нема емоции. Не ги учи децата на емпатија. Значи тие се учат брзопотезно да комуницираат и да имаат. Значи во живо се учи емпатија со примери и прво пример дома од семејството, сето што го гледат од нас првите 7 години се формира човекот. Па потоа ние во училница. Учителките се најбитни, тоа го повторувам постојано како секој учител како повторува дека најсвети се учителките од прво до пето. Тие треба да се најголемите интелектуалци, par excellence, господи, господа, кои имаат префинети манири, затоа што детето најмногу купува тие први 5 години. Кога ќе ме дојде мене во гимназија веќе оформен како ученик, па и како човек, па како карактер, може малку да влијаеме врз нив да ги насочиме што ќе студираат. Па многу деца од драмска секција отидоа на ФДУ. Значи тоа е оној момент кој ние во средно училишта. Базата е првите 7 години, учителките се многу битни. Тие треба да имат најголема плата, поголема од универзитетските професори. Тие се грижат за децата, за нивното однесување, за нивната хигиена. Замислете како има на учителките од прво до пето кога ги носат децата на екскурзија, кога ги носат во парк, во зоолошка градина, колку се грижат за нив. Носот им го бриша, да не кажам што друго. Значи учителките и тоа учителствување треба да се стави на пиедестал. Во образовниот процес да се врати на нив акцентот. На учителките, многу се битни. Токму тоа ме потикнавте, колку системот ги вреднува вашите активности, со оглед дека еве мене ми пречи кога ќе видам организирани не само протести, него дувања дека стожерот, главниот чинител на дефинирање на личноста, карактерот е учителот, наставникот, професорот. Од друга ситуација, поголем авторитет има од родителот, тоа е факт. Дефинитивно. Повеќе, од друга ситуација, сатисфакцијата не се испочитува. Ако збориме за сатисфакција за плата, да, ние со таа плата ку буриме со години, еве сега ако е покачена 42.000 денари има плата моментално, таа пак е вредност 3 пати дневно, четвртина бурек со јогурт за четворчлено семејство. Со инфлацијата и со се, ако сакате кажете. Значи, немаме право на достоинствен живот, да купуваме лекови. Достоинствен да можеш да се излечиш, да отидеш, ако немаш можност да одиш на клиника, да платиш приватно преглед, тоа е достоинствен живот. Достоинствен живот е 2 пати годишно минимум да отидеш еднаш лето малку да те види сонце, чист витамин Д, малку во зима на скијање или на снег, тоа е достоинствен живот. Да имаш здравје и здравјето нели да се тргнеш од овој смог, од овој загаден воздух, од овој слушнавме какви све афери што дишаме, после се чудиме каде се болештините. Гледате ли во мој воздух? Не знам дали ќе успеам сега да дојдам до таа апликација. Меѓутоа, со љубов, ја секој ден тоа го следам, откако сностурниците, морам тоа да кажам, кои се дрзнаа по нашето здравје, 4000 професорке умираат годишно од канцер на белите делови. Нели тоа, како да го наречам? Да, преживеме ово. Се гледа зелено. Ова не е фингирајка. Чист воздух, професорке.
Така Ова е. не беше пример пред 10 дена. Се беше различно, затоа велам исто како морало што се менува секојдневно, се менува климата, времето, луѓето, значи има едно забрзување, некош велам на шега, НАСА изгледа не лаже дека топката земјина се врти побрзо, нека да ни кажат за да не фати паника. Така што многу аномалии и дефекти има во системот, меѓутоа ништо не правиме, можеби ни е полесно што вака разговараме. Тие што може нешто да сменат, тие треба да сменуваат, тоа е системот, власта, во содржците, тие треба да почнат да работат со наша помош, со наша координација, да смениме нешто во системот за добро на нашите деца, затоа што освен јадови, чемер, болести, долгови, ништо не им оставивме. Зошто ни бегаат децата? Знаете колку препораки пишувам за децата во Словенија, Германија, каде што одат златни деца. Златни деца, и воспитани, и полни со знаење и со елан. Значи, ние еднината си оцелуваме од тука. И ова што ни се случува е метафора на распаднат систем. Кочани е метафора на пропадната земја. Од една страна имаме луѓе кои се виновни директно виновни за тоа што заташкувале заради свој личен интерес, а од друга страна имаме невини жртви кои буквално се, како да кажам, како феникс, од таа пепел треба да се крене нов дух, затоа велам да ги оставиме и студентите. Некако убедена сум дека студентите, освен поединци што можеби манипулираат, имаат чиста душа. И моја подршка има, да не бидам погрешно разбрат. Не се отруени тие деца. Јас тагувам со нив. Чисти и плачат. И плачам со нив. Така е. Бидејќи, знаете зашто, професорке? Не сум малициозен. Тој што не верува, не почувствува оваква болка, не посакам никому. А тој што иде упрко што викат србите, во инает на сите овие наши плачи, на солзи, не сум, веруете, не сакам да проколнам. Меѓутоа, некојаш доаѓа силата, речете, па да почувствувате што значи ваква болка, дали ќе се обидете во тагата, солзите и маките на родителите во кои јас и мојата сопруга, мојата керка, моите внуци, мојата сна и сите мои најсакани плачеме и тагуваме и како моите драги браќа и сестри од Кочани, не е убаво. Ова епидемија на канцер, се повеќе млади луѓе, ние загубивме неодамна едно златно дете од Корчагин, кој исто почина од канцер на хранопроводник, не можеше да се диагностицира навреме. И многу често имаме други деца кои не се болни, баш болни, и одат на терапија и примаат. Тоа е нешто што е навистина страшно. Нема ништо пострашно, затоа што најсериозни две работи се болест и смрт. Ние се разболевме и умствено, и психички, и физички, здравето не ни е битно. Така што оно што го почнеме да кажуваме, ако платата ја гледаме како плата, ние требаме сме кивни, да сме нервозни, меѓутоа не е тоа така. Ти ја работиш таа работа што сакаш да работиш, па нека ти е платата каква што е. Твојата одговорност е кога ќе влезеш во училницата да забориш на своите лични фрустрации, на малата плата, тоа што немаш на сите работи и да им се посветиш на тие деца. Добар учител оној кој знае да извлече максимум од ученикот и да не му пречи кога е ученикот невоспитан, кога е дрзок, кога се исто такви неговите родители кои ќе дојат тебе да ти држат предавање. Да не му пречи вревата во училница, не му пречи потта на учениците, валканиците кои ќе ги остават, туку да ги научи дека тоа така не треба. Дека треба да се почитува и хигиената, и условите, и оценката која добил, треба да се... Професорке, значи не оставуваме формат. Да, имаме 2 минути и сакам додека кога да разговараме, јунакот Јован од Виница нека биде парадигма, нека биде порака за сите тие малодушни, безчувствителни, што значи херој кој спасувал, да, тоа е, можеме да ги искоментираме, бидејќи влеговме во финале, значи врзувам и замолувам името моје и мојата публика која е на 5 континенти, ќе продолжиме втор дел од нашиот разговор, бидејќи одиме живо 45 минути форматот. Што ќе додадете ве најкусо за ова момче кој е херој, 20 пати влезе и излезе и спасил животи во Виница? Орден за храброст, орден за заслуги треба да добие, како и возачот постхумно. Значи видовме многу херојски ликови, за жал Андри фудбалерот не излегува, меѓутоа Андре влезе по втор пат. Кај него инстинкт да спаси, не му каже излегов здрави, жив, фала Богу, жив сум, туку го врати назад. Таквите се ретки. Фатална хуманост. Се молам да рече, само да видиме што е тоа што сакам да поминам. Можете само кој слайд, да. Дали е, вика, денес ова табу тема, дали ова е добро или лошо? На возраст, вика, 4-та година, татко ми може се вели.
Возраст на 5 години на детето вели татко ми знае многу работи. Возраст 6 години. Татко ми е попаметен од твојот татко. Возраст на 8 години вели татко ми не знае се. На 10 години кога татко ми беше млад, многу работи биле поинаку. На 12 години, татко ми нема појма од тоа. Престаре, одвај би се сеќал на детството. На 14 години, јас се извинам, ако може уште малце, некоја минута само да го прочитам се тоа и ќе одјавим емисијата, но како и да е, да. На 21 година тој вели, ве молам, потполно е застрелен, нема шанси да се промени. На 6 година вели неговите зборови добри совети неизмерно топлина и поддршка. Ова промена една прекрасна порака ми ја испратиле гледачите и сакам со ова да ја споделам, значи родителот е бесценната вредност. Па единствена безусловна љубов е на родителот кон детето. Децата се сакаат и кога грешат, и кога прават трагедии и криминал, тоа е на безусловна љубов. Меѓутоа, еве кога го спомна веќе тоа, ја исто кога се случи трагедијата со Фросина, излегов јавно и израви сочувство на двете семејства во смисла што и тие родители чисто дете е убиец, нели, како да кажам, со неодговорно возење ја уби Фросина, ја прегази смртно, ја згази, затоа што е многу тешко да си и на нивно место. Мене би ми било дури потешко, тоа моите деца ме прашаа што би правела ти на местото на родителите на момчето. Би те земала за рака и би те предала на законот, така јас не сум успеала да те воспитам. Меѓутоа, до сега сум успеала да ги воспитам, да не влегуваат во кола пијани, да не возат толку брзо, да внимаваат и тоа е тоа. Значи, презаштитеност на децата не е добра. Детето треба да биде казнето и да ја одлежи таа казна, за да стане подобар човек. Неказнивоста не донесе до тука. Фаќање врски. Професорке, ви благодарам многу, бидејќи форматот не е толку, но ја ве молам, ќе продолжиме во втора емисија, во еден од моите наредни магазини. Ќе поразговараме пошироко. Ви извориште на позитивни вредности. Уштенешка благодарам и чест и задоволство. Почитувани, вистински погодок, секојаш ќе кажам, не знаете јас како се чувствам во студиото, со оглед дека Татјана Алексич, наставник по македонски јазик и литература во гимназијата Корчагин, ви одржава убава лекција на сите вам, кои не ја прифаќате вистината, не го почитувате моралот и не знаете прочем што е морал. И темата што рекаме дали моралот е жртва на модерниот свет, да. Бидете живи здрави, ве очекувам во петок исто со ексклузивен гостин како вечерашниот, а Тања, професорката, очекувам за 2 недели повторно со нас. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.